Почитувани гледачи, добро утро и добро ни дојдовте во вториот дел на нов ден. Како што веќе најавив во првиот дел, односно пред кратката музичка пауза, денес ќе посветиме малку време и внимание на темата за здравјето. Конкретно, секоја среда веќе ви е општо познато дека разговараме со мојата добро позната гостинка, господја Сашка Денковска-Петковска, магистар по фармација. Сашка, добре дојде. Добро утро, добро ве најдов. Ова утро да поканивме со една посебна причина за тоа што сакаме да ставиме акцент и малку со тебе да ја обработиме темата чир или што би ти кажала по стручно медицински улкус. Меѓутоа, го кажувам терминот чир, што е тоа чир, за да го доближам малку повеќе нели на нашите гледачи. Да почнеме со тоа, Сашка, да ни кажеш ти што всушност представува улкус. Па така, чирот или улкусните болести се многу чести заболувања. Тоа представува всушност нагризување на внатрешниот дел на слузницата, најчесто на хранопроводот, желудникот или 12-палечното црево. Тоа нагризување доведува до создавање на ранички на овие органи, кои што понатаму може да предизвикаат крварења и други компликации, кои што може да бидат од животно загрозувачко значење, доколку тоа не се превенира и не се лекува. Така, како можеме да востановиме дека можеби имаме причина за да се плашиме од ова заболување? Кои се симптомите на улкусот? Па така, како и секоја болест, и оваа се манифестира со одредени симптоми, како што се, например, надуеност после земање на храна, исто така гасови, нагон на повраќање, болки во горниот дел на стомакот, посебно на десниот лакт под реброто, исто така повраќање, дури може да се јави и црна столица. Сето тоа се дел од тие симптоми кои што манифестираат, доведуваат до улкусни заболувања. Така, прецизно, конкретно и јасно веќе од тебе слушнавме што представува чир или пак улкус, а и кои се симптомите. Ајде сега, дали би сакала да ни кажеш кои се причините кои што доведуваат до ова заболување? Така, причините најчесто современиот начин на живење доведува до оваа болест. Масната храна, значи конзумирање на масна храна, стресот исто така допринесува до оваа болест. Земање на подолго време на аналгетици, значи тука се како што се кетопрофените, напроксените, исто така доведуваат до создавање на чир на желудник. Алкохолот, конзумирање подолго време на големи количини на алкохолот може да доведе до создавање на чир на желудник или 12-палечното црево. Пушењето, исто така тешките пушачи или страсните пушачи најчесто заболуваат од чир на хранопроводот. Исто така може да доведе до, како причина се смета генетската предиспозиција може да бидат и во 90% за случаевите на улкусни болести изолирана е бактериска инфекција, најчесто Helicobacter pylori. Значи тоа е бактерија која што ја добиваме, може да ја добиеме преку храна, преку вода, преку нехигиенски прибор за јадење и тоа е многу често заболување. Тоа беа причините едноставно за чир на желудникот или чир на 12-палечно црево, бидејќи некако овие заболувања и самите статистички податоци покажуваат дека се најчести. Како се дијагностицираат, на кој начин? Имаат повеќе методи за дијагностицирање. Најчесто е рентгенографското испитување со бариумова каша, каде што лекарот може
рентгенографски да го види големината на чирот, местоположбата, значи тежината на заболувањето. Меѓутоа, во случај потоа пациентот подлегнува на лекарски надзор, значи на лекување со одредени препарати. Меѓутоа, доколку може да се јави да има дополнителни повторно симптоми или пак некои други компликации каде што се превземаат гастроскопски испитувања или пак исто така се прават анализи со крв каде што се испитува присуство на бактериска инфекција, најчесто на Helicobacter pylori. Дали е долгорочен процесот на лекување? Од што првен се започнува кога треба да се третира ваквото заболување? Па така, значи процесот трае од 4 до 6 недели. Сега причините се различни. Значи ако е бактериска инфекција, најчесто тоа се применува со антибиотици или така наречена тројна терапија, каде што се покрај антибиотици се земаат и други препарати кои што инхибитори на така наречени инхибитори на протонските пумпи, тука спаѓаат омепразолите, аланзопразолите, пантопразолите или пак се применува како блокатори, H2 блокатори. Тука не спаѓаат ранитидините, фамотидините и препарати кои што ја обложуваат, односно ја заштитуваат слузницата на желудникот. Целта на лекувањето не е намалување на желудочната киселина. Така. Одиме со една кратка музичка пауза и потоа се враќаме во студиото, правиме ретроспектива на сите до сега одговорени прашања и одиме со следните. Еве сме повторно назад во студиото и говориме на темата улкусни заболувања. Веќе восстановивме што е тоа улкусно заболување, кои се симптомите и кои се причините кои што доведуваат до ваквите заболувања. Затоа слушајте внимателно и обрнете особено внимание на овој разговор. Поособено се однесува оваа теза која што ја кажав на лицата кои што имаат ваков сличен проблем. Што е она што следува? Да поразговараме, Сашка, за тоа како се лекува ова заболување. Па така, значи доколку како што рековме е бактериска инфекција, тогаш се таа тројната терапија со антибиотици, обложувачи на заштита на желудочната слузница и препарати кои што ја намалуваат секрецијата на желудочната киселина. Доколку немаме бактериска инфекција, во тој случај само се применуваат препарати кои што ја намалуваат желудочната секреција и во период негде околу 4 до 6 недели во 80% од случаевите при черна желудник, значи тој зацелува, зараснува и тие симптоми, тие тегоби, значи се намалуваат и пациентот се подобрува општата состојба. Така, доколку општата состојба стане посериозна? Доколку во тој случај се применува хирушки, се интервенира со одреден хирушки зафат. Така, што всушност е она што го опфаќа конвенционалното лекување на улкусот? Па конвенционалното лекување, целта значи на ова лекување е намалување на желудочната киселина, намалување на сите тие тегоби и симптоми кои што ги има пациентот. Тука најпрвен се применува значи со препарати антациди. Тие ја намалуваат, ја неутрализираат всушност желудочната киселина. Обично се земаат пред јадење или пред спиење по потреба, меѓутоа нивна долга употреба може да влие на апсорбција на другите хранливи материи, исто така и не смеат да се комбинираат со одредени препарати, како што се например ципрофлоксацините, да се применуваат тетрациклините, препаратите за анемија, како што рековме, слабо железо во крвта. Тие препарати со антацидите, значи не треба да се применуваат, бидејќи го намалуваат нивното дејство, нивната апсорбција. Така. Што опфаќа алтернативната медицина или пак лекувањето со лековитите билки? Што најчесто се препорачува и е прифатливо да оди заедно во случај со конвенционалниот метод на лекување?
Јас секој пат ќе кажам дека алтернативниот начин на лекување е дополна на конвенционалниот начин на лекување. Во алтернативниот начин на лекување, тука ќе ги спомнам лекување со лековити билки. Значи, сладок корен е честа билка, многу употребувана, бидејќи го стимулира создавањето на мукус, значи тоа е слуста во желудникот. Исто така, чај од анасон, чај од камилица, од нане, ги намалуваат тие гастричните тегоби, го подобруваат варењето на храната. До која мера може исхраната, а секако дека може, да влијае на желудочните тегоби? Мора да внимаваме каква храна јадеме и колку јадеме. Значи, прејадувањето, конзумирањето на многу калорична и масна храна исто така влие во создавањето на овие болести. Се препорачува на овие пациенти кои што имаат проблем со укусни болести, земање на поголеми количини на витаминот А, витаминот Е и цинкот, бидејќи помагаат овие витамини во создавање на мукусот, односно слуста во желудникот и обложување на желудникот. Исто така, храната треба да внимаваат на млекото. Многу пациенти прават, како да кажам, грешки, мислејќи дека млекото го неутрализира тие желудочни тегоби, меѓутоа млекото дополнително влие во создавањето на секреција на желудочната, го стимулира создавањето на желудочната киселина, така да мора да внимаваат. Исто така, кофеинот многу влие на желудочната киселина, алкохолот, обично сокот портокал или некои други од лимон може да влијаат во зголемување на желудочната киселина. Благите работи, тортите, колачите исто така можат да ни направат тегоби. Сега, кога сме веќе кај тие благи работи, а свесни сме дека сме во тек одат редоследно, нели, овие празници, а и во пресред сме на новогодишните и божичните празници, како да спречиме прејадување? Ние бевме вредни, припремивме еден прилог, па ајде, драги мои, да проследиме кои се 9 начини кои што ќе ни помогнат да го спречиме прејадувањето. Слушајте го својот стомак. Мозокот е поспор од стомакот и кога ќе се чувствувате прејадено, вашиот стомак веќе одамна бил полн. Потребно е најмалку 10 до 20 минути за да се чувствувате најадено, па дајте си време да го слушнете својот желудник. Јадете полека, джвакајте долго. Джвакањето е важно бидејќи му помага на телото при варењето на храната. Му дава на мозокот време да регистрира ситост, па секој залак джвакајте го најмалку 30 пати. Спуштете го приборот за јадење после секој гриз. Ако постојано ја држите вилушката во рака, така брзо и постојано ќе јадете. Спуштете го ножот и вилушката и посветете се на джвакањето. Откријте ги своите опасни зони. Наши опасни зони се забавите, филмовите и кујната на баба. Кои се вашите? Можете да направите стратегија како да го избегнете вообичаеното прејадување или кажете не кога вашата баба по трет пат ќе ви ја полни чинијата. Може да изедете нешто здраво пред да излезете од дома за да не бидете многу гладни. Истражувањата откриле дека ако испиете вкусен пијалок 30 минути пред јадењето, ќе изедете помалку храна. Водете дневник на исхрана. Понекогаш кога пишувате можете да се чувствувате поодговорни за себе. Ако морате да ја запишете секоја коцка чоколадо, ќе изедете само неколку. Стратегија за враќање на добар пат. Сите понекогаш скршнуваме од патот, но тоа не значи дека треба да се помириме со тоа и да се откажеме. Ако после излегувањето во петок вечерта сте изеле голем хамбургер, не значи дека цел викенд треба да се прејадувате. Скротете ја желбата за храна. Научите да разликувате вистинска глад и лажна глад предизвикани од емоции како стрес, досада и навика. Не ги лечете своите проблеми со храна. Ако имате желба за нездрава храна, шетајте или дружете се со пријателите, апетитот ќе го снема. Напијте се вкусен напиток.
Според едно истражување, сладките намирници потикнуваат глад, а солените намирници ја потискуваат гладта. Истражувањето докажало дека луѓето кои ги испијат солен напиток пред оброкот јадат храна со помалку маснотии. Не правете повеќе нешта истовремено. Истражувањата покажале дека жените кои се сконцентрирани на она што го јадат помалку, отколку оние што јадат додека истовремено работат на компјутер или читаат весник. Затоа најдете слободно време кое ќе го посветите само на вашиот оброк. Еве неколку совети за тоа како да ја контролираме желбата за храна во овој прекрасен период во годината. Кога веќе ги напоменавме овие слави, овие новогодишни и божитни празници, а во првиот дел од утринската емисија Нов ден ја имавме нели онаа рубрика за најмалите, јас би сакала да кажам што е новина во Кајзер аптеките. Со секое купено сирупче, а нели секако дека ќе не биде потребно во овој период, бидејќи веќе и календарски навлегуваме во зимата, за секое најмало и најмило има гратис боенка. Сашка, да го продолжиме ние разговорот. Дали полот има некаква врска со улкусните заболувања? Кој заболува повеќе? Па така, статистичките податоци кажуваат дека најчесто мажите заболуваат почесто од улкусни болести за разлика од жените и тоа претежно заболуваат постарите лица поради компликации значи и со другите болести, најчесто артритисот или другите ревматски заболувања кои што се проследени со хронични болки. Значи тие болки ги превенираат со често земање на аналгетици кои што дополнително влијаат при создавањето на улкусни болести. Како можеме, на кој начин да се заштитиме од ова заболување? Па така, може да се заштитиме, значи оваа болест успешно се лекува, така да првин пушењето би го спомнала дека да го намалиме пушењето колку што е можно повеќе или пак да престанеме затоа што тоа предизвикува улкусни заболувања. Алкохолот би го спомнала тука, неконтролирано, секако дека една чаша вино нема да не смета, меѓутоа неконтролирано земање подолго време на алкохол исто така може да биде една од причините. Храната, земањето на храна кој што содржи растителни влакна ќе ни го подобри варењето на храната, ќе го стимулира создавањето на мукусот, односно обвивката на желудникот. Исто така би го спомнала намалено земање, значи на газирани пијалоци, кофеинот, исто така ќе може во контролирани мери ќе не превенира, ќе не заштити од овие болести. Бидејќи оваа болест е многу честа, значи според некои статистички податоци 10% од светската популација заболува од овие болести, така да имаме добра причина за да се заштитиме. Так. Сега, дали се случува да доаѓаат луѓе кај тебе во аптеките и да бараат лек без лекарски рецепт? Знаат болката им е од желудникот и им помага со конзумирање на одреден лек и тоа е тоа. Така, некои лекови што може да се земат без лекарски рецепт, меѓутоа мора да внимаваат. Кај нас во аптеките добиваат стручен совет кој препарат е најпогоден според одредена личност, значи не за сите е соодветен одредена аналгетик, така да добиваат во секој случај стручен совет. Меѓутоа, бидејќи некои препарати може да се најдат без лекарски рецепт, значи пациентите мора да внимаваат во изборот на тие аналгетици кои што ќе ги земаат, бидејќи последователно може да предизвикаат улкусни заболувања. Така, ајде сега како една мала превентива и како едно од најчесто улкусните заболувања ќе го издвоиме улкусот на желудникот или чирот на желудникот, па некако најчеста бактерија за која што имаме можност да слушаме е хеликобактери. А вие фармацевтите, а и лекарите во секој случај го препорачуваат хеликочај. Кој е бенефитот од користење на овој чај? Па така, сега веќе современата медицина, значи традиционалната медицина има повеќе чајни мешавини кои што содржи повеќе билки, значи комбинација стручно
избирани билки, комбинација која што ќе помогне во уништување, значи намалување на оваа бактериска инфекција, а секако и подобрување на варењето на храната и подобрување на општата состојба на пациентот. Ти благодарам за денешниот разговор. Уште еднаш мало подсетување за нашите гледачи: со секое купено сирупче во Кајзер аптеките добивате гратис военка. Секогаш се тука да стојат на располагање и да ни излезат во пресред од тоа да ни дадат стручен совет, до тоа најбрзо и за минимален период да бидеме остужени онака како што заслужуваме. Сашка, благодарам уште еднаш за денешното гостување и за обработка на оваа тема. Ви благодарам и на вас, ми беше задоволство. Ви благодарам и вам, драги мои. Се надевам дека уживавте во денешното издание на Нов ден. Останете со нашата програма.